Осаменоста е непријатен емоционален одговор на воочената изолација. Опишана е како социјална болка, психолошки механизам кој ги мотивира поединците да бараат социјални врски. Осаменоста се преклопува со самотијата, но на што треба да го знаеме е дека сепак се разликуваат. За осаменоста денес ќе говориме во оваа приказна. Баш сега сум 3 години немам како почина мажот ме, а бевме све. И другари, и љубавници, и маж и жена, и татко и мајка, и другарка, и мајка ми беше и све. И тоа, мислам, сите ми завидуваа, што толку се слажам, а сега сваќам дека требало да комуницирам и со комши, и со колешки, да не останеме еден на друг толку. Оти сега се многу сабрани. Книгите, баш сега што читам, викам, не сум знаела дека може да бидам толку осамена. Што превземате покрај читањето? Шетам, еве, нон-стоп, секој ден излегувам по 5 до 10.000 чекори да направам, дали према лисиче, дали покрај Вардар, дали до центар, било што задача си зимам. Правам слики од суво цвеќе, гледам орхидеи, сите чистам дома, сама неќам на жена да дадам за да потрошам време. Јас дома сме 5 члена, никогаш не сум осамена во тој смисол, мислам. Ама понекогаш и кога има некој дома се чувствува некоја осаменост за некои работи. Мислам не сум се чувствувала осамена кога има со кого да направиш муабет, да споделиш нешто, чим има. Не сум се чувствувала. Па еве јас сум осамена, например, сама дома, ама кој ќе ми дојдат правнуците, внуците, така да пуна куќа, пуно срце. Експертите говорат за епидемија на осаменост. Осаменоста се почесто денес станува проблем, особено кај младите. Некои луѓе се во поголем ризик од другите. Исто така истражувањата јасно укажуваат дека осаменоста е исклучително распространет феномен. Милиони луѓе ширум Европа и светот се чувствуваат осамено одредено време или за жал постојано. Што велат податоците кои ги истраживме денес? Незадоволените потреби за блискост и социјален контакт предизвикуваат емоционална непријатност или вознемиреност позната како осаменост. Започнува со свесност за недостаток на односи. Оваа когнитивна свест не прави тажни. Можеби ќе почувствувате празнина, можеби ќе бидете исполнети со копнеж за контакт. Се чувствувате изолирани и оддалечени од другите, лишени. Осаменоста е нешто кое што практично ни е наметнато, нешто каде што ние можеме да бидеме обкружени со еден куп на луѓе, меѓутоа да се чувствуваме осамени, да се чувствуваме тажни, да се чувствуваме депресивни. Од друга страна, самотијата е нешто што ние го бираме. Бираме да бидеме сами, бираме во овој момент да едноставно не бидеме обкружени со луѓе, да бидеме сами со себе, да бидеме креативни, да работиме на нешто, да работиме на самите себе. Од друга страна, доколку станува збор за осаменост, која што е акутна и која што се случува нели сега, па потоа нели по 70 дена и слично, јас не гледам дека тука има некаков проблем. Сите ние сме се почувствувале некогаш нели осамени, особено тоа многу може да биде да речеме ајде појачано во време на празници, во време на тоа кога доаѓа викенд, се враќаме сами дома и едноставно да си го поставиме прашањето со кого јас сега ќе разговарам. Меѓутоа доколку тоа трае хронично, веројатно и тука треба и да некогаш и да побараме стручна помош за да нели не влеземе во можеби некоја депресија или нели да не го доживееме оној страф од осаменост кој што понатаму може да влие долгорочно. Пријателството наликува на храната, ни треба за да преживееме. Уште повеќе се чини дека имаме основен нагон за тоа. Психолозите откриваат дека човечките суштества имаат основна потреба за вклучување во групниот живот и за блиски врски. Ние навистина сме социјални животни. Истражувањата укажуваат дека најдобро функционираме кога оваа социјална потреба е задоволена. Полесно е да бидеме мотивирани да одговориме на различните предизвици во животот. Кога нашата потреба за социјални односи не е задоволена, ние се распаѓаме ментално, па дури и физички. Оваа состојба делува на мозокот и на телото.
Незадоволените општествени потреби предизвикуваат сериозна штета на здравјето. Ги еродираме нашите артерии, може да добиеме дијабет, предизвикуваме висок крвен притисок, па дури и го подкупуваме учењето и меморијата. Осаменоста, прво да направиме едно разграничување, нели едно е да е некој осамен, друго е да е сам. Кога е осамен, буквално тој се чувствува дека нема никој кој што може да го разбере, кој што може да го поддржи, не сака да има контакти со околината, затоа што се смета личноста дека не е разбрана од околината. Дека никој нема да му помогне, не може да му помогне. Значи, тоа е перцепцијата, таква е перцепцијата на една осамена личност. Токму и по тоа ќе ја забележиме, дека се повлекува во себе, се затвора, избегнува начин на комуникација, можеби некогаш избегнува и одговори, а одговорите некогаш можеби да бидат и одсечни. Осаменоста се преклопува со самотија, но сепак се разликуваат. Самотијата е нешто кое што ние самите го бараме, односно нешто каде што имаме потреба да бидеме сами со себе. И веројатно, нели, ако некој кој што работи на личниот раст и развој рече дека имам потреба да бидам сам, тоа го сваќаме како нешто позитивно. За разлика од тоа, има многу луѓе кои што едноставно кога ќе речат дека нели имам потреба од самотија, многу луѓе ги сваќаат негативно. Меѓутоа, дури најголемите автори, нели, ако се обидам да се сетам на Пабло Пикасо, кој што вели, ако не се чувствуваш убаво и во свое друштво пријатно кога си сам, тогаш не си добро друштво самиот на себе. Па се смета дека и нели таа потреба за самотија, односно 20 Далај Лама, знам дека исто така на времето има кажано дека дури е потребно 20 минути да бидеме сами со себе и да чувствуваме самотија, затоа што тогаш сме најкреативни, најинспиративни, едноставно нели можеме да бидеме сами со своите мисли. Осаменоста е состојба на одвојување од другите. Не секој што доживува самотија се чувствува осамено. Многу луѓе практикуваат да прават работи сами, да јадат или да пијат кафе, да одат во кино, да купуваат и слично. Доколку го прават тоа и се задоволни, тогаш само сакаат да бидат сами. Ова е различно од чувството на осаменост. Луѓето кои се сами не значи дека се осамени, туку едноставно научиле дека правењето работи без друштво кои ги прават среќни се убав начин на себе спознавање. Многу важно е дека човекот денеска воопшто и не треба да се плаши да биде сам. Ако во минатата некако постои оној парадокс и ако луѓето сметале дека ќе бидат исмејани ако седнат сами да се напијат кафе или не знам да седнат во кафиче да читаат една добра книга, денеска напротив сметам дека тоа е една доблест и тоа значи дека навистина ние сме способни да се чувствуваме пријатно сами со себе и во своја кожа. Односно дури се препорачува една техника дека е убаво да станеме 20 на минути порано од она што редовно стануваме, и тоа да не биде нели скролање по телефонот, туку да биде 20 минутно време за себе, каде што нели размислуваме што е она што се случува со нашето тело, како се движат нашите мисли, да го слушаме своето дишење, и едноставно дека тоа заменува 2 часа спиење. Како емоција, осаменоста може да се почувствува дури и кога сме обкружени со други луѓе. Во тој момент едноставно чувствувате изолираност. Ова укажува на фактот кој клучно ги покажува разликите меѓу осаменоста и самотијата. Самотијата е физичка, додека осаменоста е ментална состојба. Причините за осаменоста се различни, вклучувајќи социјални, ментални, емоционални и еколошки фактори. Осаменоста е нашиот емотивен одговор на потребата да припаѓаме. Пред се мораме да реагираме, да направиме акција. Тоа значи да се јавиме на родители, на пријатели, на роднини и да им кажеме како се чувствуваме, да им кажеме зошто така се чувствуваме, затоа што тоа не е ништо страшно. И јас сум била осамена, како го решавам тоа? Преку социјална интеракција. Исто така, луѓето, оние кои што не можат да воспостават некои такви контакти, можат да волонтираат, да се приклучат во одредена заедница. Сите ние ја имаме оваа основна потреба за вклопување со другите луѓе, да бидеме прифатени такви какви што сме. Секој се чувствува осамено во одреден момент од својот живот. Сите. Нормално е. Човечки е. Може да ни се случи на секој од нас, вклучително и на луѓето во брак, на луѓе во врска, па дури и на луѓето кои имаат успешна кариера.
Некои луѓе доживуваат осаменост во одреден животен момент, други пак често, па во таа насока може да разликуваме краткотрајна и долготрајна или хронична осаменост. Како краткотрајна емоција, осаменоста може да биде корисна, поттикнува зајакнување на односите. Од друга страна, хроничната осаменост се смета за штетна, а бројни научни студии укажуваат дека таа е значаен ризик фактор за лошо ментално и физичко здравје. Сакам да зборуваме за една тема за која што забележувам дека во последно време се почесто ја има. Осаменост. Што значи осаменост? Вака, осаменоста, се согласувам со вас дека се почесто има и се појавува. Психологијата осаменоста ја дефинира како еден емоционален одговор кој е обоен од едно непријатно, непожелно, довознемирувачко чувство кое всушност не прави да се чувствуваме изолирани и отуѓени од односите кои сакаме да ги имаме. Односно, се работи за една дискрепанца помеѓу чувството кое ние го сакаме, значи ние сакаме да имаме одредени контакти со луѓето, меѓутоа во реалноста тие контакти не се исти како што тие ги посакуваме. Че станува збор за едно високо субјективно чувство. Зашто кажам субјективно чувство? Затоа што знаеме 1 милион примери кога човек може да е во група на луѓе, нели да земеме пример, најлесно ми е со пример да објаснам, да земеме пример дека имаме еден брусош кој е прва година на универзитет, реално во една средина во која може да има огромен број на потенцијални можности за создавање на нови пријателства, без разлика дали се од интимна или од партнерска природа или пак социјална природа, меѓутоа он е преплавен со едно чувство на осаменост. Има многу фактори во позадина. Исто така можеме за пример да земеме луѓе кои се во партнерска, брачна врска или пак имаат многу богат социјален живот, меѓутоа ги обојува чувството на осаменост. Сакате да кажете дека постои разлика помеѓу осаменост и самотија? Токму така, Вики. Има разлика помеѓу осаменост и самотија. Чувството кое го имаме кога се осамуваме е всушност волева активност, значи своеволна активност, избираме да се осамиме. Додека станува збор за осаменоста е чувство кога ние имаме внатрешна длабока потреба за поврзаност со други луѓе, без разлика, повторно ќе кажам, дали од интимна партнерска природа или едноставно социјален контакт со други луѓе кои ние ги сметаме за значајни. И ние ја доживуваме, односно човекот кој се доживува како осамен, ја доживува како активност, односно ја доживува како чувство кое е обоено со осаменост, изолираност, празнина, неприфатеност, неразбраност од другите луѓе околу нас. Дали постојат различни видови на осаменост? Да, постојат различни видови на осаменост. Јас тоа што сакам да кажам е дека пред се чувството на осаменост е уникатно и многу комплексно. Значи за секој еден човек ќе биде обоена од различна природа на емоции, затоа што и потекнува од различни фактори. Меѓутоа тоа што некаде универзално психологијата што дели е на некои 3 вида на осаменост, а тоа е емоционалната осаменост, социјалната осаменост и екзистенцијалната осаменост. Зошто баш вака? Емоционалната осаменост е таа што сите одоживуваме од време на време во нашиот животен век, а тоа е кога имаме потреба да имаме близина и блиски односи, меѓутоа не ни е одговорено. Например, не знам, после раскинување на врска, ја тегувате таа личност која сакате да ја имате, нели, тој близок контакт го барате, меѓутоа не постои во моментот. Значи станува збор за загуба на одредени односи. Например, чувството кога вие тешко сакате да споделите нешто со некого, а не наоѓате соодветни луѓе кои може да ве разберат. Или може да едноставно сте некаде на патување или можеби на подолг престој надвор од државата, па имате посебна празнина од блиските односи како што се сопруг, сопруга, деца, брат, сестра. Значи ова е еден вид на осаменост која секој од нас во еден дел од животот ќе ја доживее. Социјалната пак осаменост се рефлектира се карактеризира со тоа што е повторно на дискрепанца помеѓу барањето на социјални контакти,
а немаме можност да ги оствариме. Односно ги имаме, можеби, меѓутоа се чувствуваме дека не се доволни и не се така како што ние сакаме да бидат. Значи повторно едно субјективно чувство. И она екзистенцијална осаменост која нели пред и најкомплексната, каде што е едно чувство на празнина, на неприпаѓање на тука сега и овде, можеби на ненаоѓање на смисла на животот. Предпоставувам дека ако осаменоста е краткорочна, може да влија и позитивно, бидејќи може да се наоѓаме себе си, но долгорочно верувам дека веќе е проблем. Апсолутно, овде ќе направам една мала разлика, значи чувството да се осамиш, јас лично и голем број на психолози и филозофи ќе го потврдат дека е високо благодетно за една личност. Од кој аспект? Од аспект што сите од време на време ни е потребно време за себе. Секој еден човек знаеш кое е тоа време за себе и како сака да го помина. Меѓутоа, од работи кои се како бенефит, како позитивни придобивки од времето што ние го имаме за да се осамиме, можеби највлијателното тоа што после одреден период од кога ќе се осамиме се чувствуваме уште поисполнето, регенерирано, имаме поголем фокус на себе и тоа што е најважно, барем нели за мене како психолог, е кога луѓето ќе добијат еден увид во себе истражувањето и во себе свесноста. Ќе добиете нека нова перспектива на нештата. Така да е пожелно да се има. Има тука еден ризик да е ова осамување, соби со негативни чувства и негативни мисли и тогаш може да приде во период на осаменост, особено ако е веќе иницирано од одреден негативен настан, нели, но индивидуата поминува веќе подолго време на осамување и влегува во едно чувство на осаменост која може да градуира и да доведе до негативни ефекти. Може ли во таа насока осаменоста која така подолго време се доживува да предизвика здравствени ефекти? Кога се гледа генерално, се гледа врз фактот дека влие на целокупното здравје. Зошто? Затоа што сите ја знаеме врската помеѓу умот и телото. Меѓутоа, еве би се обидела ова да го долувам со тоа што кога ќе се повлечеме, кога ќе најдат оние чувства на негативни чувства, ние влегуваме во една состојба каде што сакаме да се изолираме. Како што се изолираме повеќе, тонеме во едно уште поголемо негативно чувство, уште повеќе се изолираме и тука веќе некаде ни е потребна помош. Ако го гледате баш така како една спирала која оди надоле, јас лично сметам дека и ова спирала кога ќе ја кренете нагоре, истото е тој истиот механизам кој може да ви биде подобро. Меѓутоа што се случува, овде што исто сакам да истакам дополнително. Еве земете предвид за одредени групи. Например, ако имаме луѓе кои имаат одредена веќе постоечка хронична физичка или ментална состојба. Например, луѓе кои припаѓаат на група кои се невработени, луѓе кои се жртви на булинг, на насилство или на мобинг, или доколку имаме можеби луѓе кои припаѓаат на маргинализираните заедници како што се луѓе кои имаат различна сексуална ориентација или различен родов идентитет, овие луѓе пред се секојдневно веќе имаат чувство на неприфаќање од средината, чувство на изолираност, чувство на повлеченост. И ова секојдневно чувство што го имаат, кога дополнително ќе се иницира со уште некој негативен настан, овие луѓе уште повеќе се повлекуваат и во тој момент се изолираат од социјални контакти, им е непријатно, уште повеќе се изолираат и доаѓа до едно длабоко чувство на осаменост, кој тоа како предизвикува ментални состојби. Од ментални состојби овде кои ќе се појават би ги издвоила анксиозноста, депресијата, една негативна слика за себе, од која потешко се излага, дури во одредени моменти може да генерира нели суицидни мисли. Ова пролонгирана состојба на ментално влошено здравје, нормално дека ќе рефлектира и на физичкото здравје. Колку пандемијата влијаеше на оваа епидемија на осаменост? Дали таа придонесе да се зголемат чувствата на осаменост, доживувањата на осаменост и малку да се предизвика едно поголема присутност на осаменоста во секојдневието? Да, врската помеѓу пандемијата и осаменоста е јасно видлива. Мислам дека секој еден човек ја доживеа во времето на пандемијата што значеше да се биде изолиран од неблиските.
меѓутоа кај одредена група на луѓе, пак ја кажам, овие луѓе што ги набројав претходно, имаше уште многу повисоки размери каде што се зголеми осаменост. Ова е дефинитивно поддржано со голем број на психолошки истражувања. Дури во денешно време се уште се истражува таа врска, затоа што стварно пандемијата овозможи многу плодна почва за овој вид на истражувања. Зошто баш така? Јас се прашувам на тоа прашање. Зошто баш во време на толку високо развиена технологија, на толку многу поврзано, се повеќе можеме да се поврзаме со било кој во било која дел од земјината топка, ние имаме сепак зголемено чувство на осаменост. Јас најблиско што можам да дадам одговор на ова прашање, мислам дека доаѓа од фактот на тоа што убаво е технологијата да го надополни контактот кој ние го имаме тет-а-тет, нели лице в лице со друга индивидуа, каде што ние ја чувствуваме другата личност. Кога ќе во таква ситуација каде што повторно има баланс, да само го надополни чувството кое ние веќе го имаме на поврзано со другите луѓе, дава едно уште побогато чувство на поголема социјална мрежа што ние имаме како индивидуи. Меѓутоа, пандемијата што направи? Пандемијата направи да ние сме лимитирани само на тие онлайн контакти, и кога сме лимитирани само со тие, нормално сите ние како луѓе имаме побарување, имаме cravings, баш побарување за таков вид на блиски контакти кои пред се тактилни. Ова би го споредила со новороденчиња. Знаеме колку е витално за едно новороденче да го има допирот на мајката или на таткото, или да баш допирот како момент. И баш ова слика, баш ова паралела, мислам дека може вивидно да се искористи во фактот дека во пандемијата ние имавме недостаток и бевме изолирани од таков вид на блиски контакти. Конкретно осаменоста кај дечињата во предучилишната установа може да влие на повеќе начини, секако дека најчесто доаѓа и од семејната средина, а ние како стручни работници, воспитувачи, вработени во детските градинки, можеме да ја забележиме секако. Како ние ја забележуваме таа осаменост? Најчесто тие дечиња знаат да се повлечат во некоја просторија, во некој делче во занималната, каде што ќе молчат, не сакаат да имат интеракција со своите врсници, потекнува од семејството од различни начини, можеби има родено ново братче или сестричка, можеби нешто е налутено па неговите родители не го слушале и слично. Меѓутоа, ние, стручни и вработени во детските градинки, кои што имаме долгогодишно искуство, верувајте и како ги препознаваме. Градењето на партнерски односи со родителите е една од најјаките страни што ги практикува детската градинка. Секако тие родители ги повикуваме, имаме индивидуални советувања со нив, им даваме некои знаци кои што ние сме ги забележале преку аргументи секако, значи тоа да не биде туку така пренесено, него треба да биде навистина издржано, затоа што многу често се случува родителот да не ја забележи осаменоста кај своето детенце, поради тоа што ова денешно време носи многу обврски, дечињата повеќе седат сами, дома, се изложени на технологија. Во минатото повеќе семејствата биле со баба, дедо и така натаму, па комуникацијските вештини кај дечињата се развивале повеќе, и така степ бај степ таа осаменост знае да се продлабочува и да трае, затоа е многу битно да се освестат родителите на време и да ја зајакнат соработката со градинката во интерес на нивното детенце. Често веќе во овие нови години, да кажам, на родителство, се помалку се свесни дека нивните деца се затворени, тоа се сериозно затворени, уште од најрана возраст, значи комуникацијските вештини тука се една од првите работи кои што ние ги забележуваме дечињата. Многу ретко знаат да говорат и покажат интеракција и кон врсниците и кон возрастните. Затоа многу малку од родителите се свесни, верувајте, се должи на овој нов начин на живот, технологија и така натаму. И се повеќе и повеќе расне онаа осаменост. Секако дека има, и доколку не се реши тоа навреме, најдобро е во предучилишниот период, затоа што тука се стекнуваат многу нешта кај дечињата, и доколку тоа се продлабочи во училишниот период, и се повеќе и повеќе знае да затаи. Затоа би им дала една препорака на сите родители, значи искрено да разговараат со
вработените во предучилишните установи и подоцна кога нивните дечиња ќе тргнат во училиште, да се грижат за своите деца, малку повеќе да внимаваат на нив, да комуницираат, да ги дружат, затоа што осаменоста навистина не влијае убаво кај дечињата. Детето може да биде осамено и предучилишното дете, училишното дете, значи средното детство, адолесцентот, доцното детство може да бидат осамени, меѓутоа некако многу помалку се зборува за осаменоста кај децата. Повеќе се зборува за осаменоста кај возрастните, кај родителите, затоа што тоа го чувствуваат и го вербализираат. Меѓутоа, децата не ја покажуваат туку така осаменоста, со збор најчесто не ја покажуваат, туку ја покажуваат со однесување. И додека тоа се детектира, додека тоа се открие дека детето всушност е осамено, може да се накалемат некои други етикети, дека може би едноставно така се чувствува, нешто друго му се случува, меѓутоа во глобала детето може на долги стази веќе да биде осамено. 1/4 од родителите посочуваат дека се свесни дека нивните деца се осамени, меѓутоа тоа го објаснуваат дека едноставно немаат време да им посветат на своите деца време, активна комуникација, интеракција и така натаму. Значи тука забележуваме дека родителите се свесни, дека многу време поминуваат во нешто што не е со нивното дете. И сето тоа некако ни се должи веќе одамна на она наметнато западно европско време. Родителите работат многу долго, децата заради тоа треба некој да ги чува. Бабите, дедовците се заменски улоги за родителите, меѓутоа имаме одамна нова мода, тоа се сервис на стручни лица, негуватели, жени кои што ќе се ангажираат, ќе се платат дополнително за да го чуваат детето. Понатаму кога детето ќе тргне во градинка, бидејќи родителот дете троши 168 минути во просек, а верувам дека некои многу повеќе доколку имаат бизнис, доколку имаат поголеми хоризонти за екзистенција, тогаш децата се пуштаат многу порано во градинка, наместо од 9 месеци, од 6 месеци. Наместо да се земаат пред ручек, после ручек се земаат дури во 5 саат, кога затвара градинката. Имаме родители кои што не оставаат децата да бидат осамени. Постојано се тука. Значи, тогаш веќе имаме проблем со симбиоза или со некои стравови. Каде што родителот е нон-стоп тука, завршува работа наместо детето, му помага да ги заврзе патиките, да ги заврзе, да ја доврши домашната. На тој начин, детето расте во едно стаклено звоно, каде што утре дента ќе биде дете кое што е во наводници неспособно за самостоен живот. Тоа е екстремноста која што не е во ред. Учиме детето да биде безпомошно. За разлика другиот екстрем, каде што децата се препуштени сами на себе. Се да прават сами на себе. Тоа е друг екстрем каде што најчесто го има во дисфункционалните семејства и тогаш тие деца исто така може да отидат по лоши патишта. Тие деца стануваат малку сурови деца, меѓутоа од друга страна има истражување каде што стануваат деца борци. Се борат. Ја би одела во онаа златна средина, која што му е потребна и на родителот и на детето. Тој е едној демократски родител. Колку може да дава што повеќе љубов на детето, грижа, внимание до определена доза, до онаа доза на која што му е потребна на детето во зависност од неговата возраст, потреби, активности, меѓутоа да дава и граници и контрола. Јас од секогаш сум се залагала за матичен психолог, психотерапевт кој што лонгитудинално на долги стази ќе го следи и детето и семејството, сите членови во семејството ќе забележува динамиката. Многумина, особено од родителите, кога доаѓа збор за нивното дете, имаат некој зид дека јас го разбирам тоа, дека моето дете е добро, дека се е во ред, меѓутоа ете нешто му се случува. Што порано интервенираат, што и да е тоа што му се случува или едноставно побараат од нас мислење, е толку подобро за сите членови во семејството.
родителите тргнуваат од тој одбранбен механизам дека да, тоа е паметно, тоа е интелигентно, сето тоа е во ред. Меѓутоа тоа е дете кое што убаво би било да има средина и услови каде што би можело да ги развие своите капацитети. Затоа, што порано забележат повлекување, изолација, агресија, несакање да се комуницира, преголемо време поминување на социјалните мрежи, одвојување од врсничката група, да пробаат да зборуваат со своето дете, ако тие не успеваат да најдат некој сродник, пријател, бабите, дедовците, да позборуваат со нивното дете или пак да побараат стручна помош. Осаменоста може да не погоди сите, но постојат групи на луѓе кои што се поподложни на осаменост. Осаменоста е во ранг на пушење и дебелината кога станува збор за нејзиното влијание на скратувањето на животот и затоа полека станува јавен здравствен проблем. Еве што ни кажуваат податоците кои што ги истраживме во оваа приказна. Кај децата осаменоста води до секакви проблеми. Различни причини да предизвикаат осаменост кај децата, но најчесто тоа е отфрлање од нивните врсници. Неуспехот да се биде социјално поврзан со врсниците е вистинската причина поради која бегаат или го напуштаат училиштето. Вака конкретно за осамено детенце, значи во преден план тука наставникот највеќе може да помогне. Пред се со своето искуство забележува кога кај детето има одреден проблем, кога тој ќе забележи, прво разговара секогаш со родителот на детето за било каков проблем. Потоа, доколку не може наставникот да се справи, значи се вклучуваме ние како стручна служба и за сета среќа ние како училиште сме тим од педагог, психолог, дефектолог, социолог и имаме инструменти со кои што можеме да го препознаеме тоа, дури и психологот има и тестови, значи да, каде што може да се препознае такво дете и од кога ќе се препознае повторно во соработка со родителите, се обидуваме да го решиме проблемот со кој што се соочува. Осаменоста кај децата придонесува тие да изградат статус на отпадници, како и да развијат деликвенција или други форми на асоцијално однесување. Јас сметам дека ние како култура сме уплашени од таа осаменост, искрено да ти кажам, затоа што кај нас човек да седи сам да пие кафе или пак например да се повлечи да каже не сум вечер за излегување, веднаш почнуваме да размислуваме дека нешто му фали на тој човек. Така да кај нас тоа повлекување, вау, пак ќе кажам, тоа е пак влијание на нашата култура, затоа што во северните земји да се повлечеш е сосема комотно, да одиш по улица сам, не те прават никој дека ти фали нешто. Во таа насока многу пати, еве од родителите знам, одма ги вклучуваат алармите истиот момент кога детето се повлекува во собата. Зошто се повлекува во собата? Зошто е затвора вратата? Понекогаш децата имаат потреба да ги процесираат работите со нивно темпо и на нивен начин. Во повлекување сами во себе, затоа што не може сега млад човек да отиде да плака, леле, мамо, знаеш и мене колку работи лоши ми се случуваат. Че мора да си потврдат дека имаат капацитет да го направат тоа. И сега што се случува? Мајка која што е презагрижена, а кај нас ги имаме многу, почува да тропа по вратата, почува да паѓа во некои депресивни моменти, па како детето не изборува, па како не може веќе комуникација да воспостават, нели слично. А во секој случај на некој начин ја осудува тоа повлекување. Тоа повлекување понекогаш може да биде креативно повлекување, пронаоѓање на самиот себе. Сега, кога станува первазивно, кога станува начин на живење, кога гледаме дека кога на мене не ми зборува детето, а зборува со другарите или излегува надвор, мислам, тоа е многу нормално и потребно. Зошто да зборува со мајка му, кога треба со другарите да зборува? Но кога тоа го прави со страф, кога тоа гледаме страф на неговото лице, кога гледаме една отсутност, една изолација како единствен спас од голготата на светот, на животот, тогаш станува збор за осаменост која почнува да станува на моменти и патолошка, во која што треба да обрнеме внимание. Кај возрастните осаменоста е главен предизвикувач на депресија и алкохолизам.
и се повеќе се чини дека е причина за низа медицински проблеми. Осаменоста и кај младите и кај возрастните може да предизвика и самоубиствени мисли. Модерниот живот како да придонесува луѓето социјално да се отуѓуваат едни од други, што придонесува за состојба во која тие се затвораат во себе. Не разговараат дури ни со најблиските пријатели, а ни со психолози и психијатри и запаѓаат во депресии. Јас исто ова многу го поврзувам со социјалните медиуми и со тоа колку младите имаат можеби една, ајде да кажам, можеби не толку лажна слика, меѓутоа даваат еден профил на тоа што имаат на социјалните медиуми, од друга страна се длабоко несреќни кога се споредуваат со другите. Нели најголемата причина за среќа или несреќа е споредбата со другите, меѓутоа не споредбата со некој што ни е далечен. Јас веројатно ако се споредувам со Кетрин Зета-Џонс и каква куќа купила Кетрин Зета-Џонс, нема да се чувствувам осамено, нема да се чувствувам несреќно и тажно, меѓутоа ако се споредувам со некој што е на моје рамниште, веројатно нели ќе ми биде непријатно и ќе речам од каде сега ова лице нели успеало да си ги задоволи сите тие потреби. Токму и таа споредба кај младите води до осаменост. Ние многу често по социјалните медиуми гледаме дека младите прикажуваат некаков живот кој што, ајде да кажеме, нивниот нереален живот, и во потрага по една таква возбуда и авантура, оние кои што не можат да се ја дозволуваат, се затвараат во себе, се чувствуваат се повеќе осамени, го затвараат кругот на пријатели, се помалку споделуваат со останатите. Од друга страна пак потребата да постојано бидат тини во оние групи кои што се нивни четови, ги прави да дојдат до еден така наречен синдром на FOMO, Fear of Being Objected, или страв дека ќе бидат отфрлени. Па од друга страна многу често спијат и со пуштани телефони, да не случајно дојде некаква порака, а они не ја прочитаат, па потоа тоа значи дека ќе бидат отфрлени од групата, а тоа повторно води до еден дел на осаменост. Малку е иронично што сега живееме во време во кое што сме премногу поврзани едни со други преку интернетот и технологијата, но сепак недостатокот на лице во лице комуникација предизвикува чувство на дисконекција со другите. И самиот систем на што веќе е индивидуалистичко општество, тоа прави ние да се оттргаме од другите и да немаме заедници. Ние, што се вели, веќе не си кажуваме здраво ни со нашите соседи, додека тоа порано било незамисливо. Едноставно, осаменоста и отуѓеноста стануваат феномен на денешницата, наспроти модерната технологија и напливот на информации. Анализирајќи доста на оваа тема, најдов на едно истражување кое што е правено во САД во 1984 година, кое што покажало и ги спрашували испитаниците колкав е бројот на блиски пријатели со кои што ги имаат, со колкав е бројот на лица со кои што секојдневно се слушаат и контактираат, и одговорот бил од 4 до 5 лица. Десетина години подоцна тој одговор се намалил на 3 до 4 лица, десетина години подоцна некаде 2004 година на 2 до 3 лица, за во 2020 година да испитаниците одговорат дека имаат ниедно или едно лице со кој што се блиски, со кој што влегуваат секојдневно во интеракција. И веројатно тука лежи оној одговор колку ние се менуваме, колку времето се менува, колку наведум оној виртуелен свет не прави можеби на момент исполнети, меѓутоа од друга страна не прави многу сами, затоа што некако понад 24 часовна трка по време, по пари, по професионален развој, по успех во приватниот живот, како да забораваме дека треба да посветиме внимание на оно што нас не прави среќни, како да забораваме да посветиме внимание и на нашето ментално и на физичкото здравје. Паметните телефони можат да ни помогнат да останеме поврзани со пријателите, сметаат научниците, но можат и да направат луѓето да се чувствуваат исклучени. Девојките често се чувствуваат така. Една од причините може да биде и фактот дека обично објавуваат повеќе фотографии и селфи фотографии отколку момчињата. Истражувањата покажуваат дека кога на овие слики нема да добијат многу лајкови, тоа може да влијае на менталното здравје на тинеџерите. Според научните истражувања, осаменоста го зголемува морталитетот во иста мера како и пушењето 15 цигари на ден.
кога тоа е во една работна организација го разгледуваме, навистина треба да го гледаме како пристап од почеток, од причините кои што доведуваат до одредена осаменост, па да ги лечиме и последиците кои што настануваат од сето тоа. Осаменоста кај вработените може да се јави и од лични и од социјални причини. Од лични причини најчесто се јавува поради намалена самодоверба, некое лично незадоволство, поради некои трауми или стравови од минатото, лошо минато можеби, некаква разделба или загуба која што поединецот ја чувствувал во текот на животот, а исто така може да се јави поради социјални причини, односно социјално исклучување од припадноста на одредена заедница или група, која што може да биде во рамките на самата организација. Исто така може финансиската состојба да влие тука на поединецот или пак самостојното, предолго самостојно работење на поединецот, кое што всушност во денешно време е многу нагласено заради хибридниот или начинот на работа на далечина на вработените. Како последици кои што ги чувствуваат вработените тука се и од емотивна природа, и од здравствена природа, и од психолошка природа. Што значи тоа? Значи вработениот може да направи промени во однесувањето во работата, да влие на резултатите кои што тој ги постигнува на работата, да покаже страв, да покаже несигурност во работењето, повлеченост, раздразливост или пак да падне во депресија, да чувствува фрустрации кон останатите и да има негативно однесување кон останатите. Најчесто тоа е поради степенот на или зависи од степенот на чувствителноста на самиот вработен кон социјалната поврзаност и социјалното исклучување. Доколку имаме лица кои што многу лесно тоа го пребродуваат, доколку некоја заедница го исклучи во одреден момент, а одредени лица тоа тешко го поднесуваат. Исто така многу е важна емоционалната интелигенција на вработениот, односно неговата самоконтрола и регулација на емоциите, а исто така тука треба да земаме и менталните негови идеи и мисли околу животот и околу работата, како тој размислува и како ја гледа. Треба да признаеме дека живееме во едно современо време, каде што технологијата направи многу работи да можеме да ги правиме сами, како луѓе, како поединци. Таквото работење сами, од дома, на далечина, хибридно работење, поголемата флексибилност, доведува кај одредени поединци да се јави осаменоста. Голем број истражувања покажаа дека новите генерации допрва стануваат генерации кои што се поосамени и ќе бидат се уште поосамени токму поради тие влијанија. Еве да земеме пример една организација, ќе видиме дека имаме голем дел од вработените кои што работат од дома, дел од вработени кои што самостојно работат во канцеларија, но имаме и такви кои што работат со други групи на луѓе, но за жал тие некако социјално се изолираат, ако се во океан систем ставаат слушалки на своите уши и се изолираат, од една страна заради амбиенталниот шум, но од друга страна несвесно прават и социјална изолација. Првенствено, одредени вработени полесно ја покажуваат, одредени вработени потешко ја покажуваат својата внатрешна состојба, односно осаменост. Кога веќе ќе се забележи, кога самиот вработен ќе биде свесен за таа појава, помошта или промената настанува од два аспекти, и од личен аспект и од страна на организацијата. Прво, самиот вработен треба да биде свесен дека му е неопходна помош и самостојна иницијатива да се помогне на себе, а и при тоа и да помара помош од другите. Што тој може да направи? Многу е тешко кога сме осамени, ние сме сами со нашите мисли и тоа најчесто во тишина. Тогаш ни навираат негативни разговори со самите себе и затоа првенствено треба ние да излеземе од тој магичен круг, едноставно да се признаеме дека имаме проблем и дека треба да работиме на него. Важни вештини тука се само дисциплината и само контролата, но исто така важно е и да побараме помош и стручна помош или помош со оние лица со кои што ние чувствуваме социјална близина. Што организацијата тука може да направи? Доколку се забележи овој проблем кај вработените, најчесто тоа треба да го забележат или колегите кои што се блиски со самиот вработен, или тоа да го забележи непосредниот раководител или менаџерот. Доколку постои сектор за човечки ресурси, нормално тука интервенција и придонес треба да направи и самиот сектор за човечки ресурси, со тоа што ќе воведе дополнителна грижа и ќе примени алатки и техники за да ја намали осаменоста кај вработениот.
Во Охрид, точно кога почна пандемијата, беше формиран клубот Креативна верига. Клубот ги мотивира своите следбеници на социјалните мрежи да почнат да пишуваат и своите раскази да ги објавуваат во Facebook групата COVID-19 дневници. Почнавме да објавуваме кратки приказни, инспирирани од наши лични приказни и нашиот однос со пандемијата, која за сите беше нешто ново, нешто страшно, беше предизвик, но беше, колку и да звучи чудно, и инспирација. Почнавме да објавуваме на нашата Facebook страна, на Facebook страната на Креативна верига и објавувавме, ако не се лажам, 2 текстови неделно. Објавувавме членовите на Креативна верига и објавуваа нашите соработници. Кога видовме колку добар ефект имаше тоа, одлучивме дека ќе објавиме книга која постои физички и која ќе ја видат вашите гледачи. Така настанува Интимно со пандемијата, збирка која содржи вкупно 20 раскази од 17 домашни автори на тема пандемија. Да, пандемијата беше начин секој од нас да се соочи со осаменоста и со самотијата и да направи разлика помеѓу тие два феномени. Дел од луѓето кои ги пишува овие раскази живеат сами и некои живеат со своите фамилии, некои живеат со своите цимери и секој од нив ја раскажа својата лична приказна, кој подзаскриено, кој полично. Многу интересно е кога ќе сретнете 2 или 3 приказни од ист автор, ќе видите дека тие се исклучително различни. Во еден момент има исклучително надеж во човештвото дека пандемијата ќе е еден шамар и човештвото ќе се врати во вистинска наска, од друга страна дека тоа е уште една дистопија и имаш различен однос кон осаменост. И кога си принуден да бидеш сам, не имаш голем избор освен да седнеш и да направиш интроспекција. Резултатот на интроспекцијата секогаш е некој креативен чин, додава Исмаиловска. Интересно е што увидовме колку осаменоста на еден начин може да ги поврзе луѓето кои на некој начин се странци меѓу себе. Кога ние ја направивме нашата онлайн промоција на оваа книга, ние првпат се видовме меѓу себе авторите кои се дел од оваа збирка и всушност точно е она констатација дека еден страниц на друг страниците како може да даде емотивна поддршка, да споделиш колку да ни се различни позадините, образованието, верувањата, па дури и вредностите, дека сепак имаме нешто заедничко што споделуваме и преку осаменоста, која е нешто што е тихување на некој начин, дека дај тоа може да се вербализира и дека може со некого и како да те поврзе, па било тоа и за миг. Период на пандемија, период кога многу луѓе самуваат и беа молчаливи. Некои го искористија како начин да се проговори за искуството на тишината и самотијата. Со креативноста може да се бори, ако е веќе борбата со осаменоста. Всушност, осаменоста резултира со креативен, може да биде крик, може да биде пев, може да биде запис, може да биде поглед на некој начин, така да и како осаменоста може да биде инспиративна. Одредени земји имаат оддели во рамки на Министерствата за здравство кои се занимаваат со осаменост со цел превентивно да влијаат на штетата што оваа појава ја нанесува врз општеството. Еве што ви носиме во артикулација денес. Обединетото кралство има посебен оддел во Министерството за здравство кој се занимава со осаменоста и штетата што оваа појава ја нанесува врз општеството. Ваквата идеја е разгледувана и во Германија. Властите на Берлин размислуваат да воведат Министерство за осаменост, затоа што осаменоста во Германија зема замав како епидемија, особено во главниот град. Во Берлин, каде што живеат околу 3,5 милиони луѓе, речиси половина од домаќинствата се составени од една личност,
а најмалку 300 луѓе годишно умираат во своите станови без да дознае некој или да забележи. Истражувачи од Јужна Кореја го направија роботот Фрибо, кој им помага на луѓето да ја пребродат осаменоста. Роботот Фрибо е дизајниран да ги охрабрува луѓето почесто да разговараат едни со други или да разменуваат пораки. Препораки од стручните лица. Најдете време за правење работи кои ве прават среќни. Дружете се со пријателите. Намалете со обврски. Динамичното темпо во кое живееме бара од нас да се преоптоваруваме со работа. Ова често не оневозможува да најдеме време за себе, за нашите блиски, поради што стануваме напнати и под константен стрес. Се предпоставува дека над 40% од луѓето ќе се чувствуваат како силно осамени во одреден момент на животот. Но дури и покрај нејзината распространетост, сепак малкумина се свесни за драматичните начини на кои осаменоста влијае врз нас. Денес во оваа приказна се обидовме да укажеме на овие аспекти. Довидување до следната емисија.